Се намалува бројот на лица позитивни и хоспитализирани од COVID-19 во Кумановската болница. Надлежните од оваа установа одлучија да го затворат COVID-2 оделот. Согласно податоците во COVID-1 и модуларната болница се хоспитализирани 47 лица, а околу 50 има во дневната болница. Искрено се надеваме дека трендот на опаѓање на број на новозаболени ќе продолжи, но со оглед на тоа што ние сме најголема општина по број на жители во државата, овој тренд ќе оди малце побавно отколку што е тоа случај со другите болници во внатрешноста. Во другите градови имаме од 10 до 30 пациенти хоспитализирани, кај нас денешниот биланс е 47. Можам да кажам дека опаѓа и бројот на амбулантски прегледи, но сепак доаѓаат и оние кои што одат на контрола, кои што се во дневна болница, па има и сепак новозаболени. Иако велиме, нели, вчера многу се радувавме дека нема ниту еден новозаболен во Куманово, но сигурно дека фактичката состојба не е таа, не може одеднаш болеста да исчезне и затоа е потребно сепак да се придржуваме на мерките и да се надеваме дека ова лето ќе бидеме далеку помирни отколку што бевме изминативе месеци. Од Кумановската болница информираат и дека започнуваат да се враќат во нормала останатите одели, па ќе почнати со оперативни зафати. Хирургија отпочнува полека, можеби со малце редуциран оперативен програм, но започнуваме и со елективни операции. Офталмолошкиот одел исто така, акушерско и гинекологија си работат нормално за цело време. Ќе се почне и со повеќе термини на неврологија откако ќе го способиме оделот, бидејќи сепак таму биле ковид пациенти, потребно е да се тој простор среди, дезинфицира, ќе се вароса, ќе се преадаптираат одредени простори и полека да може и хоспиталните пациенти од одел неврологија и психијатрија да бидат сместени тука и да може и амбулантските прегледи да се вршат во нормала. Захариева искаже и благодарност до медицинскиот персонал, кој даде значаен придонес во справувањето со невидливиот непријател COVID-19.